студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Поднесени се предлог измени за изборниот законник со кој се предлага една изборна единица. Предлогот е поднесен од страна на Демократскиот сојуз и Либерално-демократската партија. Првиот човек на Демократскиот сојуз, Павле Трајанов, вели дека парламентот ќе биде реален одраз на определбата на граѓаните. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН ќе поддржи една изборна единица, но со право да гласа и диаспората, изјави премиерот Мицкоски. Се демонтира еднопартискиот начин на владење. Зборуваме дека досегашните промени на власта, каде што доминира една политичка партија, дека во суштина сите други чинители се елиминирани од учество на носење на крупните круцијалните одлуки. Тежината на пратеникот ќе биде иста, а не како досега. Например, во 6-та изборна единица се бира пратеник со 6300 гласови, а во 3-та изборна единица со 10. Тоа значи дека немат иста подршка пратениците. Јас дадов предлог да имаме една изборна единица со можност да гласа и диаспората, онаму каде што законите и уставот на државите дозволува тоа да биде и надвор од дипломатско-конзуларните представништва. Не сме седнале до сега да разговараме со никога на оваа тема, но принципелно како ВМРО-ДПМН реков, еве ги ќе повторам, пратениците од пратеничката група на ВМРО-ДПМН, ние ќе поддржиме една изборна единица во која што право ќе има да гласа и диаспората. Една изборна единица, шанса за демократија или пак комплицирање на мнозинството за формирање влада. Парламент според реална волја на граѓаните, ама и ризик за формирање на влада. Ова се дел од предностите и недостатоците кои ги истакнуваат политичките аналитичари од воведувањето на една изборна единица. Сметаат дека клучно е да се прецизира со колку освоени гласови партиите ќе обезбедат пратеничко место. Зависно од тоа колку високо ќе го ставите изборниот праг, може од една страна да исклучи многу партии од учеството. Например, 2 или 3% изборен праг на милион излезени гласачи се 20-30 илјади гласа. Значи може некои партии да отпаднат од трката, а ако прениско го ставите изборниот праг, ризикувате да добиете многу фрагментиран и нестабилен парламент во текот на владењето. Според политичките аналитичари, воведувањето на една изборна единица ќе значи и поквалитетен парламентарен состав. Велат, така пратениците вистински ќе бидат гласот на граѓаните. До сега имаме обратно сфртено ситуација, така што парламентот служи како алатка на централната власт. Се носат закони без потребна дебата, се злоупотребуваат закони за реформи согласно ЕУ критериумите. Значи, ни треба нов законник, нов модел, кој што ќе произведува квалитетен парламентарен состав. Аналитичарите се согласни дека воведувањето на една изборна единица ќе овозможи влез на повеќе партии во собранието, но тоа може да го отежне формирањето на парламентарно мнозинство. Може да промовира овој наратив или овој манир кој веќе го имаме, а тоа е секој со неколку илјади гласачи да направи партија дуќанче и да ја гледа политиката како професија, не како повик. И во таа смисла пренизок изборен праг може да направи фрагментирање и може да направи потешкоти при формирање на влада. Ние сега имаме мнозинство на гласови кои што се поттикнати на клиентелистичка база. Ние немаме атмосфера демократска каде што граѓаните сами покренуваат иницијативи, сами партиципираат во демократските процеси. Вклучувањето на гласовите од диаспората според аналитичарите е исправен чекор, но само како што велат ако се воведе нов начин на остварување на гласачкото право. Предлагаат тоа да се прави по електронски пат наместо како досега да патуваат до конзуларните представништва. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Сегашен македонски идентитет и сегашен македонски јазик. Бугарските европратеници подготвуваат амандман за извештајот за напредок на Македонија, за кој треба да се гласа на 4 јуни. Во овој извештај за прв пат се употребуваат термините посебен македонски идентитет и посебен македонски јазик. Европратениците во амандманот бараат на оваа формулација да се додаде придавката сегашен.
Премиерот Мицкоски вели од овој потек на нашиот сосед не е изненаден, но истиот за него е неприфатлив. За нас тоа не е нешто кое што е изненадување, бидејќи ние од самиот почеток на оваа авантура на прифаќање на претходната влада Бујар Османи и Димитар Ковачевски, уште од тоа време зборувавме за ова, дека позади сето ова се крие токму ова, создавање на една вештачка нација, сегашна македонска нација. Европа има сега шанса, сега нема юнанимити, сега нема едногласие, сега Европа има шанса да исправи историска неправда нанесена со прифаќањето на Бујар Османи и Димитар Ковачевски на тоа што им беше ставено на маса. Официјална Софија никогаш не се препакува и остана во суштина да биде слеп заложник на политиките на живковизмот. Тоа е суштината. Создавање на нова, сегашна македонска нација која што почива на основите на бугарската нација. Тоа е суштината позади сето ова. Барањето за амандман во Европскиот парламент од страна на бугарските европратеници за сегашниот идентитет на македонската нација е само провокација, но тоа не треба да се генерализира, смета пратеникот на СДСМ Љупчо Николовски, кој гостуваше во Дневникот на Сител. Македонскиот јазик и идентитет се гарантира и со францускиот договор или со европскиот договор, како сакате. Ние нема поголема од гаранција од тоа што сме подпишале договор со Европската унија на македонски јазик. Тоа е договорот за Фронтекс. Договорите со Грција и со Бугарија се подпишани на македонски јазик. Јас бев во Брисел на скрининг процесот и првата меѓувладина конференција и скрининг процесот се одвиваше на македонски јазик. Тоа е посилна потврда низ официјалниот пат на преговори со Европската унија од ваквите провокации на кои што точно ние ги осудуваме, нема да подлегнеме, ние даваме поддршка на тоа што го бараше премиерот и очекуваме дека откако ќе биде изгласана ова декларација и Европскиот парламент ќе ја потврди заради тоа што векове не македонскиот јазик и идентитет и посебност. И тоа е јасно, меѓутоа ние даваме поддршка на тој процес. Председател разговараше со партијата на европски социјалисти, со секретарот и со нашите сестрински партии. Ова провокација доаѓа од сестринска партија токму на оваа владеачка коалиција, односно на сестринска партија на ВМРО-ДПМН, и верувам дека и таа пречка ќе биде отстранета и дека Европскиот парламент нема да го прифати тоа амандман еве денеска за кој што слушаме, меѓутоа дека тоа ќе биде доволно веќе за да премиерот и владата застанат цврсто и одлучно токму на патот што е стратешка цел. Тестаторите фатиле 10 ученици како препишуваат на првиот испит од државната матура и тоа со помош на мобилни телефони кои се строго забранети. На сите им се земени тестовите и се отстранети од полагањето. Министерката за образование и наука ги предупреди матурантите кои пред себе имаат уште 3 предмети за полагање да ги почитуваат правилата додека решаваат тестови. Во спротивно може да изгубат цела година. Следниот екстерен испит матурантите го полагаат на 11 јуни. Светот се бори за знаење и напредок во сите области, особено во технологијата. Кај нас учениците се уште се обидуваат да го излажат или преверат системот, што е во суштина нешто што првенствено им штети нив, а потоа и на сите други. Од тука, бидејќи гледаат дека е зајакнато се што треба во однос на контрола само на нивното знаење и ништо друго, сметам дека во вториот испитен рок треба да биде оваа бројка уште помал. Кошаркарите на МЗТ Скопје аеродром ја